Стартува проектот Везилка, национална фабрика за вештачка интелигенција и антена. Време траењето на проектот е 3 години и предвидува партнерство со грчката фабрика за вештачка интелигенција Фарос, преку која Везилка ќе стане дел од европската мрежа. Надеждите се дека вештачката интелигенција ќе ги унапреди здравството, енергетиката, земјоделството, јавната администрација. Со воведувањето на вештачката интелигенција постојат одредени предрасуди, но се најавуваат и големи промени. Во ова издание на Тринг соговорник е Стефан Андоновски, министр за дигитална трансформација. Добре дојдовте во емисијата, министре. Благодарам за поканата. Зошто има потреба и дали воопшто може да бидеме сигурни околу примената на вештачката интелигенција? Кои се предностите, придобивките и сомнежите околу тоа дека може вештачката интелигенција да на некој начин донесе и некакви негативни последици? Прво, мора да разјасниме дека вештачката интелигенција е тука и ќе остане. Не е ова некој тренд кој што ќе може да не одмине, да функционираме без него или да успееме некако да го заобиколиме. И на тој бран или треба да се качите или ќе ве поплави, затоа што вештачката интелигенција е веќе развиен феномен за општествената јавност во светот последните неколку години и започнува многу силно да навлегува во сите пори на општественото живење. Ние затоа се одлучивме за системски пристап за да знаеме на што ги базираме своите активности и затоа постои Везилка, затоа што ние можевме да се потпреме на некои од големите светски платформи и колегите од соседството дел од нив така и направија, но тоа значеше дека се откажуваме од националниот суверенитет во поглед на вештачката интелигенција. Се откажуваме и од јазикот, и од граматиката, и од синтаксата, и од културните придобивки, затоа што кога прашувате промптови на некои од светските гиганти за отворени модели на вештачка интелигенција, тие работат на својот јазик, дали англиски, дали кинески, дали некој друг, па потоа преведуваат на некој локален јазик или измислица на македонскиот јазик и затоа тие конструкции се неточни и заради тоа се одлучивме за вакво решение. Придобивки има многу, забрзана администрација, голема база на податоци кои што се агрегираат во реално време, помош за развивање на модели за предвидување во земјоделието, во енергетиката, стабилност на енергетскиот сектор во таа смисла, планирање на ресурси, но секако има и предизвици и тука не бегаме ни од предизвиците. Треба да се внимава на заштитата на личните податоци, каде се сместени податоците, затоа делот на Центарот за вештачка интелигенција Везилка за сместување на податоци ќе биде сместен тука во Скопје. Потоа имаме, може да има етички некои предизвици, кои ги носи одлуките, на кој начин се носат одлуките. Во таа насока ние ја подготвуваме и стратегијата за вештачка интелигенција, која што паралелно со проектот ќе биде донесена и која што ќе ги исцрта некои етички стандарди и норми за користење на таа вештачка интелигенција. Андоновски, вештачката интелигенција стана дел од секојдневието во светски рамки, но кај нас зборуваме за вештачка интелигенција, а целосно не сме дигитализирани. Тој процес би требало да се заврши до 2035. Како говориме за вештачка интелигенција, а се уште далеку сме од целосна дигитализација? Точно, и затоа првиот елемент на проектот Везилка подразбира дигитализација на македонскиот јазичен корпус. Финки веќе има разговарано со голем број на институти, Националната универзитетска библиотека, МАНУ, факултетите, кои што ќе донираат литература која што ќе биде целосно дигитализирана за да служи за развој на голем македонски јазичен модел, односно македонскиот јазичен корпус во дигиталната сфера, затоа што имаме многу малку дигитализирана литература. Планот на Финки е да направи и кампања, јавна кампања, каде што секој автор приватно кој што има дома документи на македонски јазик, ќе може да ги закачи на таа платформа, со што платформата ќе ја храниме со податоци исклучиво на македонски јазик, а потоа со развојот на платформата тоа ќе се преслика и во користењето во пракса. Јас се согласувам, предизвик голем е дигитализацијата на ресурсите, но не сите ресурси се насочно потребни за градење на овој јазичен модел. Нас ни е потребна сега литература на македонски јазик, пишани текстови на македонски јазик кои што ќе ги искористиме за платформата, а процесот на дигитализација паралелно ќе тече. Недела по 5 години чекање, конечно во функција пакетот за дигитални услуги и тоа, ако е тоа во тетово мислам, ако е тоа динамиката околу осовременувањето, дигитализацијата, стартот со вештачката интелигенција,
колку сме ние во текст со светските трендови во овој дел? Дали можеби каскаме сепак? Добро прашање. Јас во Титово кажав на промоцијата на проектот дека најмал проблем е техниката, најмал проблем е софтверот или хардверот, тоа се набавува, се развива, прашање на месеци е колку брзо може да развиете определен софтвер. Најголемото губење време под наводници или најголемиот проблем и предизвик се јавува во промената на однесувањето на јавната администрација или на внатрешните процеси. Додека се променат правилници, додека се појави желба кај администрацијата и кај лидершипот во секоја институција да се променат работите, до тогаш ќе каскаме. Инаку работите можат да течат и многу побрзо, тоа го покажувам и во нашето министерство, ако се има искрена волја тоа да се прави. Ако нема волја, тогаш тој процес оди многу бавно. Еве ќе дадам уште една споредба. Ние имавме до ланската година закачано само 2 општини на платформата за интероперабилност. Од кога се разви дебатата дека им се потребни податоци за прибирање на данок на имот, дека им се потребни податоци за вмрежување меѓусебно, одеднаш ние имаме повеќе од преку 30 општини во последниве 2 недели да бидат закачени на платформата, а 15 од нив веќе закачивме пред 2 недели. Што значи дека најголемиот предизвик е имањето или немањето волја за дигитализација и за оптимизација на процесите. Секоја дигитализација прво почнува со оптимизирање на процесот, дека вие нема да барате 25 документи, ќе барате 5 кои што ги немате, а останатите 20 ќе ги побарате по службена должност преку платформите за интероперабилност, што значи дека секогаш динамиката ќе зависи од волјата на поединечните институции. Што фајде од дигитализацијата кога многу често податоците кои сакаме да ги добиваме на неписмен начин? Може да се случи граматичка грешка, грешка во името, во презимето, во личните податоци. Тоа прашање и дилема често се појавува. Дали брзината е на сметка на квалитетот? И тука мора да се внимава на двата аспекти. Затоа што позамислете до системот или до човекот? Секогаш до човекот. Затоа што ако имате точен податок во основниот регистар, системот ќе извади точен податок. Системот сам не прави пермутации и грешки. Секогаш проблемот е внесувањето, оригинерноста на податоците. Но секогаш сум за тоа дека со дигитализација и оваа работа ќе се надминува многу побрзо. Затоа што и системот секогаш учи од сопствените грешки. Ако внесе дека нешто е грешка, системот понатаму нема да ја прави. Секако недостатоци постојат и во дигиталниот свет, не може да зборуваме за совршеност на системи. Дали со дигитализацијата, па и со вештачката интелигенција, имаме потреба од толкова голема јавна администрација? Многу важно прашање. Има држави кои што целосно се дигитализирале или за 20% имаат намалено бројката на јавната администрација, а има држави кои што станале на исто ниво, што значи дека искористиле таа администрација за поефикасно работење во некој друг домен, во некој друг сектор. Кај мене постоеше страв во министерството дека ако се дигитализира архивата, нема да имаме работа за архиварите. Сега истите тие луѓе кои што работат во нашата архива им помагаат на другите министерства да се дигитализираат. Што значи дека за тие луѓе со нова вештина, затоа што го познаваат документ менеджмент системот во нашето министерство, сега веќе продаваат знаење под наводници во други институции и се консултираат со своите колеги. За луѓето кои што ќе развиваат дополнителни вештини и во јавната администрација, не треба да се плашат дека би го изгубиле своето работно место, напротив, ќе има големи нови активности кои што тие луѓе можат да ги вршат. Но луѓето кои што сакаат да останат во некој друго време, пред 30-40 години и да сметаат дека ништо нема да се промени, за тие луѓе секако ќе постои опасност дека треба промена и треба намалување на администрацијата. Во делот на вештачката интелигенција и употребата, кај нас во министерството веќе подолго време се користат лиценцирани модели на вештачка интелигенција. Можам да кажам дека многу се забрза процесот на подготовка на репетитивни документи, извештаи, каде што не е потребно преголемо внимание од страна на луѓето или кои што синтетизираат готови документи, но не значеше отпуштање на ниту еден работник. Напротив, тие луѓе се пренасочија да работат некоја друга активност и побрзо да се извршуваат активностите. Што значи дека администрацијата би се намалила, но не толку драматично колку што се очекува. Дали со вештачката интелигенција треба да стравуваат програмерите, машинските инженери околу своите работни места? Има одредени дилеми дека со вештачката интелигенција ќе дојде до потреба за намалување или изгаснување на одредени професии. Можеби појава на нови професии. Тоа е опасност, да бидам целосно искрен, особено за приватниот сектор, кој што веќе се чувствува
во јавноста, затоа што задачите кои што ги извршува така наречените junior инженери кои што немаат големо работно искуство или софтвер тестери, сега ги вршат алатките за вештачка интелигенција. Голем број на светски гиганти, технолошки гиганти отпуштаат десетици илјади луѓе со само едно писмо или со само еден повик. И најголемиот предизвик тука ќе се јави како на овие луѓе да им се најдат нови задачи, како да се доквалификуваат и преквалификуваат. Постои опасност и во Македонија, во економскиот сектор. Забележуваме дека растот на ИКТ индустријата и на извозот на ИКТ услугите е намален, се уште е раст, но е намален споредено со другите години, а постои некој вид на стагнација на проекти во приватниот сектор. Решението кој што јас сметам дека треба да го бараме е во специализирање во сајбер безбедност и специализирање во паметно користење на алатки на вештачка интелигенција. Зошто сајбер безбедност? Затоа што и нашиот пазар, но и пазарот на цела југоисточна Европа ќе бара експерти од областа на сајбер безбедност, на многу повеќе од што ќе бара софтвер тестери или junior девелопери. Така што специализацијата треба се движи во оваа насока. Кои професии ќе бидат први на удар со вештачката интелигенција и каде ќе биде неопходно уште од самиот старт да се започне со преквалификација? Секогаш ќе бидат техничките повторливи вештини, не би рекол професии, што значи дека инженери кои што се на ниско ниво на своите технички компетенции ќе мора многу брзо да научат нови алатки или да специализираат во некоја специфична област која што вештачка интелигенција во моментот не може да ја замени. Сите оние кои што ќе завршат факултет од техничките науки и ќе сметат дека со самото тоа што завршиле факултет ќе најдат добро платена работа со многу проекти, таа приказна веќе е завршена заради присуството на вештачка. Можно ли да дојде до редизајнирање на работните места? Тие веќе се редизајнираат. Наместо да имаме едноставни софтвер тестери, сега веќе имате координатори на алатки за вештачка интелигенција за тестирање на софтвер. Имате луѓе кои што се занимаваат со координација на различни други сфери и сега се повеќе и повеќе од инженерите се бара да имаат мултитаскинг. Значи да работат многу различни роли кои што претходно биле за цели тимови. Колку македонските компании се подготвени да се прилагодат на новите трендови? Ќе мораат да се прилагодат. Гледам дека таа дебата за среќа и во Македонската стопанска комора за IT и во другите стопански комори активно се врши веќе повеќе години, се дискутира на овие прашања и веќе тој процес на преквалификација и доквалификација постои. Единствено што недостасува и затоа го спомнав е насочувањето во сајбер безбедноста. Тука мислам дека недостасува дополнително градење на ресурси во рамки на приватниот сектор. Министре, паралелно со дигитализацијата се соочуваме со алармантен проблем, недостиг на работна сила. Дали според вас може би е подобро да се размислува во насока на искористување на сите можни човечки потенцијали, пред да се пристапи кон оној модел кој сега се почесто како влада го форсирате од увоз на работна сила? Па како влада не го форсираме тоа, го форсира повеќе приватниот сектор, особено во делот градежништво и во делот угостителство, кој што смета дека му е полесно да увезе некаков кадар отколку да задржи домашен кадар. Мислам дека имаме се уште неискористени потенцијали. Ќе кажам 2 до 3 области. Прво, имаме се уште младинска невработеност, што значи дека млади луѓе кои што излегуваат од факултет или не се запишуваат на факултет, се уште тешко наоѓаат работа, иако и во влезни професии. Вториот елемент се жени, се уште имаме неискористеност на човечки потенцијал кај жените, споредено вработеност, вработливост на жени и мажи и висина на плати. И третиот елемент е оваа повозрасна популација, како што веќе имаме и мерки од страна на владата за продолжување на времетрењето на работата, што значи дека ќе биде дозволено да работат и по влегувањето во пензија. Секако не треба тоа да значи продолжување на возраста на пензионирање, иако имаме притисоци како влада од страна на меѓународните фактори за продолжување на рокот на пензионирање. Отворено кажавме дека сме против тоа и тоа нема да го правиме, но зошто да не им дозволиме, а сега тоа го правиме, на луѓето кои што се во пензија да можат активно да учествуваат во пазарот на труд, доколку се чувствуваат дека се подготвени за тоа. Дали денес, кога имаме релативно далеку пониска стапка на невработеност во однос на минатото, е резултат пред се околу побарувањата на пазарот на труд?
Па не би се сложил, затоа што ние имаме околу 40.000 вработени во технолошко-индустријските развојни зони, кои што беа ливади пред една претходна влада на ВМРО ДПМН и зголемување на потенцијалот кој што сега го имаме во инвестиции во енергетиката. Знаете дека се гради ветерниот парк во близина на Штип, инвестиции во висока технологија. Скоро добив податок дека Македонија е предводник во привлекување на висока технологија, трансформација на таа репетитивна механичка индустрија кон индустрија на високи технологии. Сето тоа значи зголемување на плати, но и побарувачка на работна сила, и тоа е позитивниот тренд кој што ни се случува последниве години. Стефан Андоновски, министар за дигитална трансформација, секретар за меѓународна соработка во ВМРО ДПМН. Министре, очигледно дека Македонија не може да го продолжи евроатлантскиот пат без уставни промени. Под кои услови Македонија би ги спровела уставните промени за да го деблокира македонскиот пат кон ЕУ? Ќе зборувам од позиција на мојата политичка активност, да не се свати дека ја преземам улогата и на министар за надворешни работи. Сметам дека мора да имаме чувство на сигурност дека тој процес кога ќе почне преговорите, за кој што бевме убедувани дека се почнати, кога ќе почне и ќе заврши. Се уште постои чувство на страф, оправдан страф, и кај властите тука, но и кај општеството, гледаме по анкети, дека ако ние влеземе во уставни промени денес и ги започнеме преговорите утре, со сигурност Бугарија ќе го блокира крајот на нашиот пат кон евроинтеграциите. А тоа е штетно затоа што премногу оваа држава има дадено во таа смисла на билатерални условувања и откажување од своите идентитетски обележја за тој европски пат. Нашата желба е да создадеме предвидливост на патот. Не е целта да го блокираме патот. И затоа сме добри во реформската агенда, затоа правиме резултати, затоа што искрено сакаме да се приближиме до Европската унија и сакаме да бидеме дел од таа Европска унија затоа што се чувствуваме дека можеме. Но тоа мора да биде предвидливо. Ако си дозволиме да правиме едностранни чекори, резултатот може да биде блокада после 2 или 3 месеци на првото поглед. Сега кога имаме легитимна влада во Бугарија, сметате дека има простор за диалог и за и за релаксирање на односите? Многу повеќе од претходно. Сметам дека има простор и потенцијал за дискусија. Дали тој потенцијал ќе биде искористен, едно ќе зависи од проактивноста на нашето Министерство за надворешни работи и нашите европски представници, зборам за амбасадори, Министерството за европски прашања, но многу ќе зависи и од желбата, волјата на Европската унија вистински да се приклучи Македонија на групата на земји кои што преговараат за членство, а тоа ќе значи дополнителен поттик на бугарска страна. Затоа што без поттик од Европската унија на бугарската страна тешко да се согласат на било какви дискусии. Барате посредништво? Би рекол поттикнување. Дали ќе биде тоа формално посредништво, да биде наместо на масата да бидат двајца, да бидат и тројца и четворица, не сум сигурен, но можеби треба поттик за бугарска страна за да може да се приклучи, да седне на масата да разговара, затоа што имаме отпор од страна на Бугарија воопшто да дискутира за сигурноста на нашето пристапување кон Европската унија. Од каде го вадите ставот дека загрозен е македонскиот јазичен, културен, национален идентитет? Па изјава имаше пред само неколку денови од новата бугарска министерка за надворешни работи дека ние сме северно македонци. Тоа е навреда од највисок ранг. Коалициони партнери, поранешни министри се приклучуваат на тоа барање, ги гледам овие денови, и исто така не нарекуваат со тој израз. Ние сме македонци дури и по договорот од Преспа. Значи дури и договорот од Преспа не прекрсти во северно македонци како луѓе. Знаете за повикувањето на Бугарската академија за науки и уметности дека македонскиот јазик е една одсечка која што има почеток во 1945-та, па отворена патека. Нешто што не му се случило на ниту еден јазик, на создавањето на ниту еден јазик, и на тој начин забораваме дека постоел некој Крсте Петков Мисурков во 1903 кој што пишувал како треба да се оформи македонскиот стандарден јазик, и дека имаме еден Ѓорѓе Пулевски во 19 век кој што зборува за граматика на македонски јазик. И не може да цртаме одсечки во времето кога тие одсечки не се реалност. Така што тие се обидите за омаловажување на македонскиот јазик, култура и идентитет, на кој што ние мораме да се спротивставиме. А спротивставањето е на овој начин, дека нема да прифаќаме уценувања од бугарска страна кои што значат блокада или негирање на овие постапки. Што е поверојатно? Да има во текот на месец јуни реконструкција на владата и направат предвремени парламентарни избори? Па не сум во состојба да прогнозирам
но според најавите на претседателот на владата, реконструкција на владата, овој јуни ќе има секако. Благодарам за издвоеното време и интервјуто. Благодарам на можност. Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација, гостин во ово издание на Трилинг.